Почитуван председателя, почитувана колешке Жаклина, уште попат кога идевте на кеговорница, точно што ќе кажете. Оти тоа ви е омилена тема, ама ќе ве побијам со факти, но ќе одам поред. Ево вака. Економскава криза била предвидена на 5 ноември од Стево Пендаровски и пренесена до владата на Република Македонија. Арно, ама никој ништо не превзема, заменикот министер за финансии тогаш не убедуваше дека ќе биде подобро оти завршувала ковид кризата, а ишала видовме како се снајдовте и со ковид кризата, со еден куп криминали за кои што ќе си одговарате еден ден, затоа што имате и пари украдено и од Светската здравствена организација 196 милиони евра се украдени и не им се знае крајот. Во неколку држави има почнато постапки против овие злоупотреби на средствата кои што се доделени од Светска здравствена организација, при тоа и Државниот завод за ревизија има констатирано дека има украдено донација од Катар. Па сега некој ќе одговара, може не утре, оти сега е трас судството или расцветано како пупка, ама ќе одговара за многу брзо, верувајте во тоа. Сега, во однос на кредитирањето. Кој ќе ви ги покрие кредитите? Вие не знаете 2 километри автопат да знаете, за се и се што се задолжувате. Охрид Кичево не е чепнат 5 години 14% реализација од 57 километри. За таму кој мислите дека ќе ви даде кредит? Ваму немате предвидено, немате пари за тук. Таму кој ќе ви даде кредит и со каква каматна стапка? Или пак ќе одите со вариабилни каматни стапки, оти знаат со каков партнер си имаат соработка од дваа страна. Во однос на зголемувањето на платите, сега ќе ви кажам. Значи, образованието само си се избори, односно кадрите во образованието сами си се изборија преку 3 неделниот штрајк за покачување на платите, затоа што ако вие мислевте да им ги покачите, тие средства ќе беа предвидени во буџетот. Арно, ама не беа предвидени. Сега луѓево си почнаа да си бараат права за да си дојдат до некое покачување од 15% кое што ќе биде во септември. Законот кој што го баете ваму со години се базира на нешто за кое што немаме заклучоци, се базира на некоја си таму експериментална програма на Мила Царовска наречена концепција кај што не се знае кој јаде, кој пие. Како вие ќе вработите професор по јога кога нема соодветно образование за тоа? И така натаму, и токму затоа ви пропадна законот. Но законот не е тема на МУВЕТ денес, се надевам ќе имаме прилика, ќе викнете во брзо време Комисија за образование, па таму да дискутираме во однос на законот. Сакам во однос на останатите трошоци да ви кажам. Во однос на останатите трошоци. Вие имавте тука прилика, бе луѓе, колешке, пред една недела вие изгласавте дека не сакате да ги намалите акцизите. Вие изгласавте дека не сакате да го намалите ДДВ-то. Вие изгласавте дека не сакате да се намалат царинските стапки на она што се увезува. И сега вие ќе кажувате сте се грижеле за граѓаните. За кои граѓани се грижите? 115 денари дојде бензинот. 107,5 денари дојде нафтата, вие сте се грижеле пред една недела контра гласате. А се грижеше, зошто не кажаме почитувана колешке Жаклина, зошто не стисна таму на зеленото копче? Или пари немате, па од партија не ви даваат така. Сега, во однос на овие ценовни шокови, сето тоа можеше да се запре, ако се замрзнеат цените, не маржите. Со замрзнување на цените ќе се замрзнеше и оваа инфлација. Вие ги замрзнавме маржите. Што направивте? Увозните цени како растеа и цените во продавниците. И повторно народот осиромашуваше, но од друга страна осиромашува и ги затвараа фирмите овие малските дуќанчиња. Ја вчера тука кажав, во малско дуќанче не се влегува за да се купат луксузни стоки. Во малско дуќанче се влегува за јајца, се влегува за јогурт, за маргарин, за леп. Ако некој држи малско дуќанче и нема право да
маржа на тоа што го продава, нормално е дека ќе го затвори. Од друга страна има притисок за 18.000 минимална плата с големени придонеси и така натаму. Значи постојано се трупаат трошоците на овие мали предпријатија без никаква заработувачка и затоа за еден квартал имате, почитувана колешке, 3995 затворени фирми. 3995. А од друга страна, ако претходно имало криза и ако вие сте имале добри мерки, и за тогаш да ви кажам, 2020-2021 за 2 години 13.200 затворени фирми, 65.000 граѓани без работа. Ете, тие се вашите мерки. Ете, така се грижите вие за нашите граѓани. Она што го кажувате со оваа, како се викаше, кошничката, минималната кошничка, сега јас да ви кажам. Еве, имам тука една споредба, преска ја пишував, 2020, 2021, 2022, движењето на цените и колку е соодносот на она што можеме да го купиме сега и тогаш што може да го купиме. Јас се согласувам дека едно семејство не троши 100 литри зејтин у месецот, ама троши 200 литри нафта. Сега ајде кај нафтата. 2020 година цената на дизелот 46 денари, 2021 67,5, 2022 моментална 107,5. Или во однос на 2020 можеме да купиме со просечната плата, која што е сега во сооднос на таа што било тогаш, можеме да купиме помалку 286 литри нафта. Знаете што се 286 литри нафта? 2 месеци некој се вози. Или некој камион кој што превезува стока на фирмиве, да може да вози, не знам, 10.000 километри. Или не знам колку, небитно. Можеме сега со сегашната просечна плата, не ја зијам таа старата, 30.904, можеме да купиме 256 литри помалку бензин од она што сме можеле во 2020 година. Можеме да купиме 254 килограми шеќер помалку во однос на тоа од 2020 година. Можеме да купиме 89 литри млеко помалку во однос на тоа што сме можеле 2020 година. И вие ќе кажувате дека сте ги заштитиле граѓаните. Вие ќе кажувате дека нешто сте направиле. Имавте шанса, не направивте. Завршена приказна. Толку е. Граѓаните знаат кој застанал позади нивните интереси и граѓаните знаат кој застанал против нивните интереси. Дополнително она што треба да ја движи Македонија, економијата во Македонија, се коморите кои што се заедници, стопанственици кои што работат во иста индустријска гранка. Сега еден ваш поддржувач кој што е претседател на една од тие комори, има една изјава, јас ќе ви ја прочитам, вака ќе го цитирам. Ние треба отворено да кажеме дека државата се наоѓа во тешка ситуација и нешто што го повторувам изминатите 6 месеци и барам сериозна акција околу тоа. Имаме неколку состојби кои што дефинитивно констатирани можат многу тешко да погодат економската активност и да дојде до затварање на компаниите и намалување на работните места. Чувствуваме дека владата не е насочена кон фирмите и мислиме дека тој не е добар пат. Мора да се задржи економската активност, затоа што без тоа, со затварање на капацитетите, ќе создадеме поголем гап, кој во оваква неизвестност, која што предстои, може да не биде катастрофален. И ова е претседател на комора, на многу битна комора, кој што е ваш поддржувач, арно ама ги гледа политиките на вашата партија на каде се движат. Почитувана колешке, ако вие сакате нешто да направите, имате шанса, јас и претходно ви кажав. Дајте, имаат барања тие за промена во овој ребаланс, кој што ние ги имаме преточено во амандмани. Каде е правдата и правичноста која што вие ветувавте? Знаете дека треба да има скалесто покачување на сите плати. Знаете дека тоа е основата на колективните договори. Дека колективните договори се базираат според коефициент на сложеност на работните обврски според образование и така натаму и стажот, нели сите оние додатоци. Каде ви е правичноста? Ако вие покачувате минимална плата, ќе ви кажам сега и за неа, треба понатаму скалесто додат сите плати. Арно ама во Република Македонија, инаку и во светот секаде нели се покачува минималната плата, се покачува по два основи. Првиот основ е по
пат или како економска мерка, ако имаме зголемена конкуренција на пазарот на трудот, па самата побарувачка ни го наложува тоа. Ако имаме неколку фирми со иста дејност, па сега јас треба да дадам поголема плата за да донесам подобар заварувач, па другиот ќе ја крене уште повеќе плата и така натаму, тоа е поради зголемена конкуренција. И вториот начин е вашиот, популистичкиот начин. Најголемите скокови на минималната плата се 2017 пред локалните избори 14,5%, 2020 пред парламентарните избори за 17% и сега 18,4%. И што постигнавте? Дали имаме зголемена продуктивност? Не. Дали имаме зголемена бруто добивка? Не. Цело време ние ги субвенционираме овие индустрии. Зголемувате минимална плата, ама правите притисок на останативе. И сега еве останативе ни бараат синдикатите, останативе ни бараат зголемување линеарно. Затоа што пак ќе повторам, не можете вие во институциите само да им ги пресметувате зголемените трошоци за транспорт, за комуникација, за грејење. Секој едно семејство има зголемени трошоци и секој едно семејство треба да си добие она што го следува. А пред се правда и правичност. Ако одиме на правда и правичност, треба скалесто. Еве и да не е тоа, ајде линеарно нека биде. Ки имате шанса првиот ден на амандманска расправа да го поддржите тој предлог. Ама очигледно е дека кај вас нема таква намера. Вие постојано ваму ќе измислувате некакви субвенции, па гледате дека се зголемува субвенционирањето повеќе гранки. Гледате дека се зголемува бројот на корисници на било каков тип на субвенција. Кој е ефектот? Не може долгорочно вие дојдете со субвенција. Значи, таа субвенција треба да даде некој ефект и понатаму самата гранка или самото физичко лице да остане одржливо. Вие со вакви проекции бюджетот никогаш нема да направите одржлива економија. Вие никогаш нема да донесете странски инвестиции. Во првиот квартал годинава имаме 122 милиони евра инвестиции, од кои 83 милиони евра ни се реинвестиции. Значи само 39 милиони евра имаме директна инвестиција во Република Македонија, што ако споредиме со Србија, со Албанија, ние сме многу задни. И дајте веќе еднаш чукнете ги главите и дајте веќе еднаш размислете каде сакате да гледате Република Македонија. Сите имате деца. Ако мислите да оставите руина како што правите, ако мислите дека за 5 години ја задолживте државата колку за претходните 25, и ако сакате да продолжите така, ја не знам каков пример ќе представувате вие на младите генерации, на идните генерации. За голем жал и за голем срам, еве за образованието, последен спомнам. 800 студенти во Љубљана си имаат запишано. Катастрофален податок. Наместо да успееме да ги задржиме, наместо да им даеме иднина, наместо да им покажеме светло на крајот на тунелот, вие закопувате перспективата на Република Македонија. Да не зборувам па за надворешните односи. Сега еве ние како опозиција се трудиме. Предлог закон за намалени акцизи го отфрлате. Предлог закон за намалено ДДВ го отфрлате. Предлог закон за намалени царински ставки ги отфрлате. Еве ние ви нудиме тим за подобрување на економијата, го отфрлате. Нудиме тим за подобрување на дворешната политика, го отфрлате. Па шо мислите вие дека сте најпаметни? Па се гледа колку сте паметни. Се гледа дека од 600 на 111 место отидовте по корупција. Таму се гледа паметот на вашите лидери. А пак ќе повторам, па посебно Ковачевски, па тој не е биран од народот. Вие сте бирани. Вие имате моќта за да одлучите. Оти вие кога ќе одговарате, колешке, кога ќе отидеш кај тој паднатиот кров во угостителското училиште, ти одговараш. Не одговара Ковачевски. Кога ќе отиде некој од Карпош, паднатиот кров у градинката, кај што ќе гледаме нагоре како Стојанчо Ангелов, тази дупка не е дупка. Ти од Карпош одговарат, не одговара Ковачевски. Дајте малку размислете. Ние сме законодавен дом и ние ги носиме овие буџети. Предлог буџетот е, ама ние можеме да направиме измена и да одлучиме на каде ќе се движи во Република Македонија. Целта и на власта, и на опозицијата треба да биде подобрување на државата. Механизмите се секогаш различни, патот по кој што одиме е секогаш различен, ама се испостави во последните 5 години дека вашиот пат
е крив и криминален и дека овој вашиот пат води во ќорсокак. За 5 години да задолжиш држава колку за претходни 25 години, треба да си тотално неспособен. Треба навистина да се срамите ако оставите овака како што е предвидено. Благодарам.